Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на ова отворено студио кое го најавивме и со колешката Сања Почивалец во Дневникот во 17 часот. Трето издание, откако се наоѓаме во една исклучителна нова ситуација за сите нас во оваа држава, а тоа е вонредната состојба предизвикана поради пандемијата од вирусот SARS-CoV-2, односно болеста COVID-19. Во овие услови, како медиум, сакаме исклучително да се заблагодариме на сите оние луѓе кои излегуваат во пресред да одвојат од своето време, приватно и службено, ќе видите и во текот на оваа емисија како, за да бидат дел за што поголема информираност на граѓаните, но и за дополнително сплотување и она што се однесува околу подигнување на духот кој што ни е потребен на сите да ни биде во поголема позитива. Така што сега ќе ви ги представам денешните гости во ова отворено студио кои до 20 часот ќе се дружат заедно со нас. За прв пат правиме пионерски исчекор да во едно јавување вклучуваме 5 мина одеднаш преку нов систем на пренесување на гости од секаде, кое што не представува Skype, така што вметнувањето на нови алатки за работа и за ваше информирање е предизвик за нас медиумите, но и предизвик за сите оние кои што работиме со пренесување на јавните информации. Би сакал особено да изразам благодарност на вечерашните гости кои што издвоија време да бидат со нас. Веќе имате можност да ги погледнете на екранот. Пеце Ацев е прв кој што ни се појавува преку Zoom алатката, кој се јавува директно од Загреб, Хрватска. Пеце, добро вечер, поранешен колега новинар во телевизија 24. Ти благодарам што издвои време да бидеш со нас и да ни ја пренесеш ситуацијата од земјата која прва беше погодена во регионот од пандемијата. Добро вечер, Огнени, за тебе и за сите твои гледачи и секако за мојата омилена телевизија и поранешен работодавец сум секогаш тука на располагање. Ти благодарам, Пеце, ќе се навратиме кај тебе во однос на најавата. Следно би сакал да го најавам и докторот Ненад Лазаров, кој во изминатите месеци особено внимание посвети токму на ситуацијата за развојот на пандемијата, следејќи ја уште од Народна република Кина па наваму и посочувајќи на многу работи кои што денес стана дел од нашето секојдневие. Докторе Лазаров, добро вечер и вам и ви благодарам што издвоивте време. Благодарам на поканата, Огнен, и на приликата повторно да поразговараме малку и да го подигнеме и вниманието и свесноста на сите. Вие сте на вашето работно место, како што и е предвидено да бидете во оваа ситуација. Ке разговараме повеќе околу тоа, доколку има потреба, им посочувам на гледачите да излезете од ова интервју при итен случај, ке ве разбереме сосема без никаков проблем. Така. Благодарам. Следно би сакал да ја најавам и докторката Нина Митева, стоматолог, со која што ќе зборуваме во однос на предизвиците на стоматолозите со нивните пациенти во услови во кои што се наоѓаме, но и она што дополнително е важно да се посочи е дека денеска 20 март е Светскиот ден на орално здравје и беше предвидено да се организира и кампања на месец на орално здравје, за кое што ќе зборуваме, бидејќи оралното здравје е тесно поврзано со респираторната хигиена како една од главните алатки за заштита и спречување на ширењето на коронавирусот. Доктор Кемитева, добро вечер. Здраво на сите. Се гледаме во вакви услови во какви што сме. Очекуваме и се надеваме дека сето ова заеднички ќе го надминеме и ќе се понатаму. Така, ви благодарам многу што издвоивте време да бидете дел од оваа емисија. Понатаму сакам да го најавам и нашиот светски познат оперски пејач Благој Нацовски, кој децении наназад живее во Италија и земја која е најпогодена од сите земји во светот, чии што статистики се искачија над оние од Народна република Кина. Благој, не знам дали е соодветно вам да ви се обратам со добро вечер со оглед на ситуацијата во Италија, но благодарам што сте дел од оваа емисија. Па, јас малку тешко ми дојде да ви се обратам и јас вас на вие. Меѓутоа, еве ќе го сметам тоа дека е за нас двајцата. Поздрав од мене и од мојата миленица. Так. И баш ми е мило што ќе можам да го споделам моето искуство и со вашите гледачи.
Така, да, ќе може со сите, предпоставувам, гости нема да биде проблем да си се обраќаме на ти, сега чисто во делот на најавувањето. И следниот гостин од овие 5 минути со кој што ќе разговараме за една малку специфична тема, Денис Јанкуловски, активист за човекови права, особено кој што е посветен во делот на лицата со нетипичен развој, со кој ќе поразговараме за самоизолацијата на семејствата кои имаат многу поголеми предизвици од останатите во оваа ситуација. Денис, добро вечер и вам. Добро вечер и тебе, Огнен. Чест ми е и задоволство што ете учествувам во оваа пионерска изvedба, а особено чест ми е што сум во вакво друштво. Благодарам многу. На почетокот режија само да прочитаме во делот од статистиките кои што се однесуваат најнови, нашите гости ќе останат на линија, најнови статистики во однос на болеста во рамки на светот. Дополнително сакам да ви најавам дека во текот на емисијата, активирајќи ја мрежата од која што сум дел на новинари кои работеле при одделот за јавни информации во Обединетите нации во Њујорк, добив извештаи од 4 колеги кои доаѓаат од различни делови на светот, така што извештаите на колегите од Индонезија, Малезија, Сингапур, Намибија, како и брегот на слоновата коска, ќе имате можност да ги проследите во текот на емисијата, за како земјите во развој кои што се слични врз основа на параметрите на нивниот развој од страна на параметрите кои што ги даваат од оваа меѓународна организација, се справуваат во однос на пандемијата и каква е ситуацијата кај нив, гледајќи го и согледувајќи го фактот дека не сме сами во целата оваа приказна, бидејќи веќе 180 земји во светот се опфатени со пандемијата, поточно 183 веќе се искачи бројот. Последните бројки кои може да се пренесат се дека вкупниот број на заразени регистрирани случаи со коронавирусот до 17 часот и 10 минути, практично до пред 1 час, е 265.671 на ниво на светот, од кои што случаи кои починале поради заболеност со COVID-19 се 11.176. Од вкупниот број на заразени, кои што ви ги прочитав на почетокот, закрепнале 90.603 во изминатиот период. Особено е важно да се истакне дека бројката сериозно многу се искачува, што туку стигна и новите информации поврзани со Италија, кои што воопшто не се добри како статистика и се исклучително тажни за споделување, но бројот на нови регистрирани случаи во последното денонокие во Италија се качи на рекордни 5.986 лица, со што со вкупниот број во Италија сега е 47.021 лице на регистрирани случаи, од кои од нив во Италија се починати досега најмногу како број во светот од која била останата држава, а тоа е сега со новите резултати 4032 лица. Во изминатото денонокие во Италија поради коронавирус починале 627 лица, од регистрираните критични се 2655. Тука би сакал да поразговарам веднаш со Благој. Благој, бидејќи видовме и апели кои ти ги упати и до граѓаните во Македонија, можеш ли да ни ја раскажеш ситуацијата која што сега во моментот ја чувствуваат, ја живеете во Италија? Огнен, морам да признаам дека овие бројки што во моментов ти ги кажа, ги дознав сега од тебе, бидејќи нема вклучено ни еден медиум, а обично во Италија пресконференциите се почнат секој ден во 18 часот и се кажуваат новите бројки. Значи, она што ми го кажа сега ти, додека го зборуваше, морници ме лазеа, бидејќи во Италија се очекуваше вчерашниот ден да биде кулминацијата, односно пикот, и од денеска бројката да почне да се намалува, но ете тие проценти за жал не се остварија и денеска имаме уште еден нов пик. Се надевам дека пикот или кулминацијата, како да го наречам, ќе се случи во овие денови и таа линија ќе почне да оди во надолна линија. Тие 600 и кусур мртви што ги кажа пред малку, навистина ме загрижуваат. И ситуацијата каква е? Мислам дека во последниве денови веќе под наводници нормална. Не е нормална, меѓутоа
луѓето како да се навикнаа да добиваат вакви информации секојдневно. Се зборува дека мерките во текот на викендов ќе бидат уште поостри, ќе се воведе тотална забрана за излегување, односно само до еден пат во денот поради некакви причини. Еве јас. Да. Ке ти оставиме простор да се уклучиш. Добро, во ред. Одлично. Те имаме. Те гледаме. Подобро, да, сега е подобро. Ако ме прашуваш мене, јас лично се чувствам позитивно, се трудам да бидам позитивен и да бидам оптимист, заради тоа што тоа е единствениот начин да се излезе добро од ментална гледна точка од кризава. Не ми се јасни бројките зошто во Италија се толку високи. Некој вели заради тоа што старосната граница кај италијанците е една од највисоките на светот, така што тоа е една од причините. Меѓутоа, претпоставам, не е доволно. Ако ја гледаме статистиката и во однос на здравствените системи, во последната ранг листа на Bloomberg, италијанскиот здравствен систем е квотиран на високо четврто место. Значи, има елементи кои што се навистина позитивни и не можам до крај да го сватам сето тоа. Она што се виде вчера, односно завчера, не знам колку македонските гледачи успеа да ја видат таа слика на воените возила во Бергамо, тоа беше навистина нешто страшно. Зборуваме за конвојот кој што носеше ковчези. За конвојот кој што ги носеше починатите, бидејќи недостасува погребни коли и беше употребена војската за да се направи сето тоа. Тоа се страшни слики. Од друга страна, јас повторувам, што се однесува до мене, лично гледам да сум навистина оптимист. Од секогаш сум ја сакал историјата и во овие моменти истражив што повеќе што се однесува до епидемиите, значи вакви постоеле од секогаш, барем кога човештвото знае. Само денеска ги гледав сликите од шпанската треска, која што траела 18 месеци помеѓу 1918 и 1920 и официјално тогаш починале 25 милиони луѓе, а некои извори велат 33 милиони. Значи, човештвото секогаш се соочувало со вакви нешта и еве се случи и повторно да треба да се соочи. Сигурен сум дека ќе излеземе од сево ова. Ќе се потребни сигурно 2-3 месеци минимум, меѓутоа, кога велам 2-3 месеци, 2-3 месеци сметам на дисциплина, на одговорност од секој поединец. Значи, секој од нас треба да се однесе одговорно и да го свати проблемот, сериозноста на проблемот, она како што е, за да придонесеме се во ова да трае што е можно пократко. Так, Благој би сакал овде сега да му дадеме збор на доктор Ненад Лазаров. Ке се навратиме повторно кај тебе. Извинувам што се пролонгира во Не, нема проблем. Моја работа е во медицината да можам да зборувам освен одни информации што ги слушам. Така, да. Месец дена. Ке се навратиме повторно кај тебе. Докторе Лазаров, следејќи ја ситуацијата уште од почетоците кога беше појавата на тогаш век непознатиот се уште вирус, сега веќе е идентификуван како SARS-CoV-2, дали може воопшто да се врши анализа зошто Италија има толкава погоденост во толку кратко време наспроти Народна република Кина, која има сега веќе 800 лица помалку починати отколку во Италија, а двојно повеќе пак заразени? Вака, Огнен, голема дискусија е во научниот свет, меѓутоа, она на што е најбитно е да сите бидат свесни дека за да е возможна било каква научна анализа, потребна ни е дата база, потребни ни се квантум на податоци. И во овој момент располагаме само со делумни податоци, располагаме, например, со податоци за број на ангажиран персонал,
на страна бројките што ги покажуваат параметрите на самата епидемија како морталитет и слично. Значи, ова ќе биде предмет на една широка јавна дискусија понатака, меѓутоа еден од фактите кои што не можат да се негираат, првенствено е тоа дека Италија е една од најстарите нации во светот. Знаеме дека има висока сензитивност, не, меѓутоа има бројот на случаи комплицирани и со лош исход, се исклучително да речеме како популација опфаќаат една старосна група која што доминира условно кажано во Италија од една страна. Од друга страна, еден од фактите што претходниот соговорник наш кажа дека е на високо место рангирана Италија, можеби е еден од предусловите за овој иницијален шок, бидејќи можеби самодоверба не е многу добро да се има преголема во овакви моменти. Трет момент е пикот на нови случаи, што видете, Светска здравствена организација почна да апелира уште од после нова година. Веќе 2020 започнаа сите апели. Кина направи се што можеше и повеќе од тоа што можеше, дури излезе од она што е во граници на хуман третман, делумно кажано. Голем дел од мерките што ги превземаа во Европа се практично неимплементабилни од законски причини од една страна, од друга страна е невозможно да се повтори сценариото и дисциплината на кинезите, драги мои. Јас пред се тука успехот на Кина го предпишувам на големата свесност на кинезите и на големата дисциплина пред се. Впрочем, гледаме екипата на италијански доктори што дојде во Италија сега на помош. Првиот главен коментар им е: вие луѓе не се однесувате доволно сериозно и изолирано колку што треба. Така да се работи за еден микс, значи комплексно е прашањето и да се надеваме дека нема да го гледаме и во другите земји ова, меѓутоа веројатноста е голема. Мене многу ме заближува Америка во моментот, пари исто така и од европските земји. Оние параметри што значат здравствен систем во мирнодопско време не се баш сега соодветни за компарирање во овој момент. Бидејќи настана еден буквално кажано хаос и наплив огромен на пациенти, ново настаната болест, ние учиме како да ја третираме. Во моментот Светска здравствена организација има научна студија во која што учествуваат неколку земји. На жалост, Америка и Британија не знаеме од кои причини не се вклучија во тоа. Студијата е со цел да се утврди најскопот можен третман на веќе заболени од ковид, со паралелна употреба на различни модалитети на лекување. За на крај со статистички анализи да се добие што е она што е најефективно. Значи ние се уште немаме практично докажано оружје специфично како фармаколошки агент, немаме вакцина и ќе дискутираме, верувам, и на овие теми. Да, докторе, ме интересира во овој дел, вие сте како матичен лекар во моментот и баш и на работа, сте како фела од медицината, веројатно на кроз првата линија на комуникација со пациенти. Ме интересира обемот на вашата работа, бидејќи беше исклучително зголемен во еден период, дали конечно почна да се нормализира до одредени услови? Апсолутно да, затоа и сум во состојба во моментот да бидам учесник на оваа дискусија. Драго ми е што го гледам ова, што го гледам. Јас скоро 10 години веќе работам, ваква ситуација не сум имал. Ние сме веќе неколку дена буквално празни и навистина доаѓаат само по исклучителна потреба пациенти. Можам да зборувам во името на моите пациенти. Така. Доста енергија вложивме ние како ординација за ова да биде вака. Меѓутоа, искрено очекувам и се надевам дека ова е слика во сите ординации што се гледа. Ние имаме по неколку посети за преглед пациенти во текот на денот. Дел од нив се хронични, дел и акутно болни пациенти. И она што е главница што транзитира се уште е заради потреба од рецепти и упати. И во овој момент би сакал повторно да го упатам апелот од цела наша фела, дека можеби е право време и иако можеби сме неспремни до крај, меѓутоа неопходно е да се укине хартиеното печатење на хартиени рецепти и упати, да ја намалиме употребата на хартија, со тоа директно да го намалиме и физичкиот контакт помеѓу лекари, сестри и пациенти. Така. Од тука, како шлагворд, ми се надоврзува да и се обратам на докторката Нина Митева сега. Пред да зборуваме во делот на она што требаше да биде кампања за орално здравје, а тесно поврзана со респираторната хигиена, морам да ве прашам кај вас, докторке, како е ситуацијата во однос на стоматолозите и нивните пациенти, бидејќи вие пак работите со исклучително ризична група и област на организмот која пак треба да биде многу внимателна во својата работа.
Апсолутно. Најпрвин, само што се случи нели целава ситуација, веднаш сите колеги почнавме да комуницираме едни помеѓу други, да кажам, поинтензивно. НАЦ стоматолошката комора е таа која што ги дава главните препораки, координати во согласно со Министерството за здравство. И најсовесно сите колеги постапуваат, има исклучоци, и да искористам и оваа прилика како апел до колегите кои што не баш сериозно го сваќаат целиот проблем, целиот предизвик, да не го нарекуваме проблем. Ова е голем предизвик за целото човештво и мора малку да погледнеме од другите земји како тие постапуваат, каде тие сгрешиле, за да не ни се повтори истото сценарио. Но се повеќе како медиумите, благодарение на медиумите, ги шират информациите и колегите стануваат свесни и полека го намалуваат, да кажам, го сведоа на минимум работењето, освен за ургентни состојби за кои што всушност нели мораме да сме тука. Пациентите ги информираме на телефон, имаме секојдневно телефонски позиви. Се уште успеваме нели да одговориме на сите пациенти, со тоа што интервенциите се одложуваат, освен за најхитните случаи. Што значи хитен случај, би сакала да слушнат и гледачите. Бидејќи сигурно ќе ги интересира за пациентите, бидејќи секој се смета себе си за итен случај. Да видиме сега што значи итност во оваа ситуација. Итност во оваа ситуација не значи ако ти паднала пломбата и те гребе завод, па ти смета не можеш да јадеш или ти се или има расклатено млечно запче, па детенцето не може да јаде. Такви добиваме секојдневни позиви. Ги упатуваме родителите како ги смируваме, многу е важно да не се нели и ствара паника помеѓу луѓето. Итен случај не ме боли на загриз, завод, не можам да џвакам на таа страна. Итен случај значи болка која што е постојана или пулсирачка, која што не може да се смири, чувствувате веќе притисок или веќе настанат оток кој што мора да се отвори завод, за да не настанат понатамошни компликации. Итен случај значи ситуација во која што веќе е почната некоја протецка интервенција, што значи скружење на заби, народски кажано, и скружени се забите, и пациентот не можеме да го оставиме со такви заби да се шета низ нели во целиот овој период, и потребно е да се доврши се што е почнато. Се што е во тек или во план на работа треба да се одложи додека не се обезбедат сериозно сигурни услови за сите нас, како за нас стоматолозите, подеднакво и за пациентите. Сега се најдовме во тие неколку дена кога учениците ги пуштија на распуст, на родителите им дојде фино дека децата се слободни и сите навалија во нашите ординации да ги завршат работите што не им останале. Ние кога свативме што ни се случува, дојдовме до заклучок дека е подобро пациентите да најдат на затворена врата и да не бараат на телефон и да им даваме информации на телефон, отколку кога веќе се влезени нели во ординација, ситуацијата мајде само видете го, нели направете ја само оваа кратка интервенција, не навлече во една фаза во која што моравме да излеземе и најсовесно треба да се седи со затворена врата и да се одговара само на телефонски позиви, да се даваат информации на пациентите и да се примаат најхитните случаи. Но ние треба да сме соодветно заштитени и да ги следиме сите препораки од Министерството и тие се менуваат, да не речам секојдневно.
Докторе, Од страната на стоматолошката комора е Добро. активна, имаме постојано обраќање како од председателот Маријан Денковски, така и од колеги кои што се отворени, можат да се вклучат и да дадат своји сугестии и предлози. така. Докторе Лазаров, само кратко пред да преминам кај колегата Ацев, само кратко ме интересира што значи заштитна опрема во случајот кај вас и кај стоматолозите и слично. Благодарам на прашањето. Во овој момент можете да ме видите што значи заштитна опрема, остануваме Односно на ништо. Вие да, зошто сега и ќе ви објаснам навистина кратко за да не одземам време. Апелираме за цело време. Обичните хируршки маски што ги гледаме дека ги носат сите се заштита за другите луѓе од нас да не пренесеме инфекција. Јас сум здрав во моментов, барем така се чувствувам. Или не можеме да знаеме дека постои една огромна популација на пациенти кои што имаат долг еден насимптоматски период, а подоцна можеби и долг некој вид на продромален период со минимални симптоми, за разлика од нив имаме и тешки пациенти. Се соочуваме со страшен недостиг. Не сме подготвени на ниеден начин. Јас тоа најодговорно го тврдам, бидејќи требаше многу повеќе време да од претходното да искористиме на подготовки, тоа беа апелите од Светска здравствена организација. Ние гледаме дека сите и европски земји пошироко ги затворија своите граници, забранет извоз на медицинска опрема и заштитни материјали, така да тука ќе имаме еден сериозен проблем. За да јас бидам заштитен сега лекар изложен на пациент евентуално заразен, треба да имам соодветна заштитна маска што не е хируршка маска. Добро. Никако. Зборуваме за респираторна маска FF Апсолутно да. 2P или пак N95. Сите нови N95. анализи велат за FFP3 Да. стандард, која што ќе донесе без малку 100% заштита ако е соодветно употребена и соодветно време. N95 FFP2 стандардот се зема за прифатлив, меѓутоа не може да гарантира заштита. Добро. И ако можете да погледате како изгледа еден македонски лекар, како изгледа еден лекар во Кина и во Италија, мислам дека на секој треба да му е. Исто така, дали во случајот имате потреба и од заштитен визир, тоа е оној дел кој што го покрива целосно Апсолутно да, лицето? конјунктивата е една широка влезна врата за овој вирус, така да видете, во вакви ситуации, кога работиме со ваков инфективен агент, постои едно основно и елементарно правило. Или си целосно заштитен, или не си заштитен. Делумна заштита не постои. Так. Тоа значи, ако имаме респиратор, да имаме респиратор, апсолутно треба да си имаат ночари и сите препораки велат дека делот од лицето, тоест кожата, не смее да биде изложена директно. Значи, идеално би било тоа да биде некој вид на скафандер. Така. Добро, тука одлично ми доаѓа како предговор наместо кај колегата Ацев да се префрлам кај Денис Јанкуловски, кој освен што е активист, работи дополнително и како медицински техничар, особено во овие услови во кои што се наоѓа државата за дезинфекција на самите објекти. Денис, може ли да ни кажете само што значи заштитна опрема дополнително од ова што го спомена доктор Лазаров во овие услови на пандемија во државава? Заштитната опрема, тоа е всушност самиот доктор што ја објасни. Во секој случај, како и секој во држава, кубуриме и ние, нели сепак, во однос на заштитната опрема, меѓутоа не смее, од една страна не смее и да нема, бидејќи сепак типот на работа, тоа што го работиме, значи едноставно побарува да бидеме заштитени. Јас сум дел од една институција каде што моментално вршиме дезинфекција на објектите, каде што во секој случај значи носиме заштитни ракавици, маски, скафандери, значи колку што сепак дозволуваат условите. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи од една страна како што целата држава има недостаток на таков материјал, тоа се одразува и сега. Успеваме, во секој случај успеваме, иако значи бројно секогаш фали кадар, меѓутоа совесно ја извршуваме, тоа е основно работата, затоа што едноставно знаеме дека сме една ударна игла во заштитата во овој момент. Така. Денис, кажете ми, може ли само процесот да го објасниме што значи дезинфекција на објект? Веројатно гледачите ќе ги интересира што значи тоа, што се дезинфицира, со што се дезинфицира, само техничкиот процес и нема да завлегуваме во тој дел. Да, во секој случај,
значи си има одговорни кои што ќе го објаснат и подетално за тоа. Значи се дезинфицира со дезинфициент дезентал, кој што е општо познат, прифатен и апсолутно заштитен во однос на самите луѓе. Се дезинфицираат сите простори, сите достапни простори, се дезинфицираат кваки и се она што едноставно се допира со рака, се дезинфицираат дрвени површини, во секој случај се внимава, нели, бидејќи одиме по школи, по градинки и во приватни здравствени установи или било какви објекти, се внимава, значи, во однос на храната, да нема допир со храна во секој случај. Тоа е средство кое што, значи, самата дезинфекција не побарува, не бараме од луѓето да излезат од просторијата, во смисла дека е во секој случај, значи, сигурна. Тоа е нешто кое што се распрскува и веднаш паѓа на површината. Значи, не смета апсолутно на решението. Обезбедени и сигурни се луѓето, така да во тој поглед тоа е начинот на дезинфекција. Така, денес ќе се навратиме за останатите прашања за кои што ве покани во оваа емисија. Сега би сакал колегата Пеце Ацев, кој ни се јавува од Загреб, Хрватска, веројатно добра информација која што треба да биде пренесена, која сега пред 18 минути стигна на Facebook профилот на заменик министерката за внатрешни работи Славјанка Петровска, а ќе ги интересира и нашите во диаспората, како во случајот Благој и Пеце. Се цитирам: се продолжува рокот на важење на личните документи, патните исправи, возачките дозволи. Граѓаните да не се грижат, излегуваме во пресред на нивните потреби и го штитиме јавното здравје. Уште еднаш продолжувам, заменик министерката за внатрешни работи Славјанка Петровска вели на Facebook во објава: се продолжува рокот на важење на личните документи, патните исправи, возачките дозволи. Пеце, Хрватска беше прва погодена на Балканот од страна на коронавирусот. На почетокот некако, народски да се изразам, сето тоа лефтерно беше прифатено од страна на тамошните граѓани, но како денес изгледа ситуацијата во Загреб, Хрватска, откако веќе го имаше и првиот смртен случај, ми се чини, од Истра, кој беше потврден, а сега веќе има вкупно 128 регистрирани случаи. Така е, Огнен, 128 потврдени случаеви на заболени од коронавирус во Хрватска и еден починат од градот Пула. Паниката на почеток, која што беше присутна кај населението, дефинитивно е сега доста намалена и граѓаните започнаа да се водат по препораките и правилата кои што ги препишува Министерството за здравство тука во Хрватска. На почеток владееше атмосфера дека можеби нема да дојдат до Хрватска, се додека целата ситуација во Италија не ескалираше, кога сите влегоа во еден паничен момент и прво што направија беше нормално влегување во супермаркети и празнење на рафтови, но сепак тука можам да кажам слободно дека хрватската влада и хрватската полиција можеби постапија правилно, што на сите луѓе кои што доаѓа од Италија во првите моменти на епидемијата им дава препораки да веднаш одат во самоизолација во карантин. Така. Кажи ми, во однос на реагирањето на властите, каква беше реакцијата на граѓаните по социјалните мрежи, ако си ја забележал и од страна на медиумите, да речеме, веднаш по појавата на првиот смртен случај? Бидејќи некако земјите кои, како нас, како Македонија, кои што се уште немаат смртен случај, живеат во исклучително поголема надеж дека можеби нас пандемијата не одминува помалку, но во случајот кај Хрватска дали се промени јавната свест или пак гледањето на нештата по првиот смртен случај? Неблагодарно е да се разговара за ова, но неизбежна тема во оваа ситуација. Па, искрено да ти соопштам дека се промени пред се свеста во медиумското соопштување на работите врзани околу коронавирусот. Некако доста посериозен медиумски пристап сега применуваат сите медиуми во Хрватска.
Дефинитивно, како што и самиот кажа, неблагодарно е да се земе еден смртен случај загуба на човечки живот како пример во таквите цели, но запре ширењето на лажните информации, ширењето на паника на друштвените мрежи, голем број на луѓе кои што можеби ненамерно или од забава ширеа лажни информации, сами се повлекоа од тие друштвени мрежи и престанаа со разните фейк ньюс кои што денес ги нарекуваме во медиумите, и дефинитивно кај граѓаните после смртниот случај се покажа доза на оправдан страв. Тоа беше можеби прекретница да луѓето едноставно престанат да излегуваат од своите домови и да не го сакаат овој вирус така со леснотија. Така. Благој, ова што го разговаравме со Пеце, веројатно е исклучително непристојно да го разговарам со тебе со оглед на бројката на починати во Италија, но оно што ме интересира во однос на јавната свест, во кој момент, впрочем, беше пресуден во Италија јавната свест на народот, бидејќи јужните народи во Европа покажа една своевидна недисциплина во однос на препораките за самоизолација, во кој момент во Италија јавната свест одеднаш се покрена и нештата кај луѓето станаа исклучително алармантни? Јас би рекол дека 100% се уште не е покриено населението, односно јавната свест не е покриена кај 100% од населението. Се уште некој излегува од дома без причин и затоа владата најверојатно за време на викендов ќе донесе нов декрет. Добро. Се очекува само затворањето на берзите. Тоа се нешто што јас пак... Добро, тоа е друг муабет. Се очекува само да биде затворена берзата и да се кажат новите мерки. Значи, за да нема никаков импакт тоа кон осцилациите на берзата. Она што интересно е што... Значи, во Италија што е дозволено во моментот? Да се оди, да се набави храна, да се оди на лекар или во аптека и кој има домашно миленише, односно куче, да излезе заради нормалните физиолошки потреби на истото, и има една недоволно дефинирана реченица во последниот декрет дека може да се излезе надвор на простор, значи каде што нема многу луѓе и Добро. Да се има самостојно физичка активност. Ете, таа реченица јас злоупотребуваат многу, за жал. Значи, тие што не џогирале до вчера, сега почнаа да џогираат. Аха. Одеднаш имаат изговор. Да, најверојатно џогирањето ќе биде исфрлено, односно таа физичка активност самостојна ќе биде следната мерка, една од следните мерки, и се зборува за некое си регулирање на супермаркетите, односно има повеќе гласини како ќе изгледа тоа, дали со закажување кога ќе може да се оди да се пазари или така нешто. Значи ќе има некој новитет во врска со тоа. Практично сега не ви е 100% рестриктивно движењето, значи се уште не сте во фаза на забрането излегување. Јас не смеам да излезам и да се прошетам. Тоа не. Добро. Не смеам да се излезам да прошетам, не смеам да излезам и да отидам кај некого на гости, и не смеам да излезам, не смеам да ја напуштам мојата населба. Добро. Значи, морам, и ако излезам со моето куче, мора да бидам во околината. Еден диаметар, да не знам од колку радиус од моето живеалиште. А кажи ми, постојат пунктови контролни на полицијата, на армијата, кои што ве контролираат, ве идентификуваат? Сите безбедносни служби, значи во Италија има повеќе. Има локална полиција, има нормална полиција, има карабинјери, има војска и има финансова полиција. Добро. Сите се активирани и сите постојано се движат по улиците. И не стојат во едно место. Туку постојано се во движење и те запираат и ја бараат од тебе причината
зошто си излезен. Сега, според декретот причината мора да биде написмено. Значи, секој си подпишува своја изјава зошто е излезен, таа изјава, односно ја пополнува, а ја подпишува во присуство на лицето од безбедносните сили и таа се регистрира во актите во, речем, Министерството за внатрешни и доколку се дознае дека лажно си изјавил, значи тоа е кривично дело. Так. Не е прекршно, кривично дело. Значи, зборуваме за нешто по-сериозно. Добро. Значи, тие се само единствените исклучоци во излегување. Би рекол, впрочем, како и во цела Европа. Сепак ние живееме тука во Европа, во демократски земји. Тоа што го кажа пред малку докторот, Да. невозможни се мерки како во Кина. Значи, Кина не е демократија, Кина е диктатура и се разбира таму е полесно под наводници да воведеш вакви мерки. Во нашите земји нормално дека властите треба да балансираат, да најдат една равнотежа помеѓу демократијата и строгите мерки. Так. Тоа е тоа. Мислам, свесни сме дека тоа е така. Значи, се очекува и од поединецот да биде што е можно поодговорен и посовесен, подисциплиниран. Так. Нешто ме праша друго што сакав да се надоврзам. Значи, околу свеста. Да. Инаку овде беше многу интересно сето тоа. Во кога се случија првите случаи, особено од страна на медиумите беше паника огромна. Особено од страна на медиумите. Добро. После неколку дена медиумите спласнаа. Рекоа, чекајте, малку го претеруваме. Добро. И од тој момент почнаа да се зголемуваат бројките и да речам дека од тој момент медиумите почнаа да известуваат сериозно, без паника, меѓутоа истовремено да ги изнесуваат нештата такви како што се. Добро. И да ги пренесуваат пораките. Предпоставам дека истите реакции се во сите земји што се однесува до супермаркетите и слично. Во сите земји гледаме дека кога ќе се донесат мерките, веднаш се бомбардираат супермаркетите. Освен во Соединените Американски држави, таму се бомбардира нешто друго, ама не е битно. Добро. И тоа се веројатно некои си нормални реакции кај луѓето. Јас лично не изреагирав така, наискрено. Так. Бидејќи гледам дека супермаркетот е секогаш снабден, секојдневно, и навистина нема потреба. Так. Наискрено се трудам да набавам храна за повеќе денови, ама само заради тоа да не излегувам дома, да одам често во супермаркет. Не затоа што сакате да трупате. Заради тоа што ќе снема храна. Так. Тоа е единствената причина. Инаку, интересно што го кажа докторот пред мене. Благој, ќе мора да се навратиме на тоа, ќе продолжиме. Само морам, колегите ми даваат знак дека мора да одиме со реклами, така што ќе направиме една кратка пауза од 4-5 минути. Останете со нас, затоа што потоа пак има и прашања кои што се однесуваат на случаи каде може би веќе имало заразен, па излекуван, па на повторно заразени, но ќе разговараме за тоа детално. Останете со Телевизија 24. Так, ситуацијата во Македонија со пандемијата на COVID-19 е со регистрирани 70 случаи. Тоа е она што може да се пренесе како информација во однос на деталите поврзани со оваа новонастаната ситуација на секаде во светот, не само кај нас. 183 земји, територии или други пак територии кои што се раководени од други држави и слично, или пак полиња од локации од интерес, како што е крузерот Diamond Princess и останати бродови. Она што можам да го споделам е бројот за пријавата на лица што не се во самоизолација. Од инспекторатот на град Скопје известуваат дека граѓаните може да пријавуваат лица што треба да се, но не се во самоизолација, на бројот 0800 00 201. 0800 00 201. Но дополнително,
отворена е бесплатна линија за пријавување на неправилности за угостителски објекти во кои има гости и драстично зголемени цени на основните прехранбени производи и средства за дезинфекција. Министерот за економија Крешник Бектеши заедно со директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски денеска ја промовираа бесплатната линија за пријава на неправилностите во Државниот пазарен инспекторат. На оваа бесплатна линија 191, повторувам, 191, ке можат да се пријават неправилности за непочитување на препораките на владата за заштита од коронавирусот. Министерот потенцираше дека оваа бесплатна линија сите граѓани ке можат да пријавуваат неправилности под што веднаш ке бидат вратени цените на основните производи кои што биле на 11 март. Цитирам: "Сакам да алармирам до сите граѓани, угостители и трговци кои што нема да ги почитуваат препораките на владата, дека ќе бидат казнети со казна од 5000 евра и согласно член 205 и 206 од Кривичниот законник казна затвори до 1 година", рече Бектеши. Се враќаме со нашите гости во денешното издание на Отвореното студио. Разговараме заедно со доктор Ненад Лазаров, докторката Нина Митева, колегата Пеце Ацев од Хрватска, оперскиот пејач Благој Нацовски од Италија, како и со Денис Јанкуловски, активист. Во овој дел, Благој, те прекинав преска, сигурно имаше нешто да додадеш, да го завршиме тоа, па да се обратиме ке другите. Не, сакав јас да ти ја преземам улогата да прашам нешто докторот. Во врска со оној лек за кој што многу се зборува тука, дека доста виролози, односно епидемиолози велат дека го користат дека има некаков резултат, не дека то цили зумап, како се тоа за докторе Лазаров. Да каже сакам да знам дали во Македонија е стигната таа вест и дали и што мисли лекарот за тоа. Докторе? Видете да моментално ако можам така да се изресам, од цела оваа несреќа среќно на крај ќе биде што конечно после неколку децении апел на медицинската заедница ќе добиеме ефикасен фармацевски конкретен специфичен вирусен лек, антивирусен, пардон. Меѓутоа, она што моментално го читаме како информации и за тој препарат, и за пар неколку други, се спомнува еден исто така лек достапен во Русија и во Кина само. Морам да апелирам до јавноста да не се надеваме на тоа. Зошто? Заради тоа што во моментов се клинички студии. Имаме многу малку испитувања направени, сериозни научни потврдени како што треба. Многу е мало, одреден дел од тие лекови се во таа фаза на тестирање, кај одреден дел од тие лекови што се спомнуваат се веќе практично имплементираат. Меѓутоа мораме да сватиме дека сето тоа се работи за терапија од очај. Едноставно немаме друг избор. И мораме да пробуваме. Никогаш до сега во модерната медицина во изминативе години не се случиле вакви рапидни чекори напред во наредни фази на тестирање на лекови. Медицинската заедница и фармаколошката индустрија е многу внимателна по тој однос. Сакам да кажам, можеме да ги гледаме тие лекови во временска перспектива од година и пол од сега барем, каде што можеме да кажеме дека стоиме на некои сигурни нози и да дадеме некое научно потврдено мислење. Во моментов единствено ефективно оружје против коронавирусот и COVID-19 болеста е изолација. Со ништо друго не располагам. Така. Докторке Нина Митева, во однос на месецот на орално здравје, колку респираторната хигиена поврзана со начинот на кивање, на кашлање, е поврзана тесно со оралното здравје во однос на тоа што треба да биде препорака за гледачите во овие услови сега, бидејќи не смее да се заборави со оглед на тоа дека човек сам треба да се третира до одреден степен дома. На овој начин го прославуваме Светскиот ден на орално здравје, значи 20 март, со совети онлайн. Главна препорака до сите гледачи, уште еднаш да повторам, да се стрпат, да се изолираат дома, да ја сватат малку посериозно целава ситуација, за да ги намалиме сите последици кои што следат. Во однос на стоматолошките интервенции, се ќе се надомести и сите ќе бидат средени од како ќе заврши целата работа. Во однос на респираторните инфекции и во однос на хигиената на устната празнина, имаат повеќе време сега како
нели возрастните, така и родителите да се погрижат и да обрнат внимание на своите деца, бидејќи сами знаеме оваа динамика и ова време што ни направи, некогаш немаат време родителите да се погледнат и луѓето, да се погледнат и себе си, да си ги погледнат и децата, да го искористиме периодот да се свртиме кон себе, кон своите деца, обрнете им внимание како правилно да ги четкаат зъбите, редовно да ги четкаат, убаво да ги мијат рацете, ноктите да бидат исечени, да бидат чисти. Друго што би сакала да кажам, се што се однесува во однос на штетни навики, пред некој ден постирав и на нашата фейсбук страница, многу често, бидејќи сум јас ортодонт, во мојата пракса сретнуваме деформитети на зъбите и оштетување на зъбите, луѓето грицкаат ногти. Грицкањето ногти е несвесна навика. Би сакала да им обрнам внимание, сега е моментот кога сте дома, кога сте посветени на сами себе си, да сватите колку е тоа важно да се отстрани, бидејќи тоа главен влез на инфекции, на бактерии и на вируси во организмот. Сами сведочите секојдневно околу вас колку пријатели и случаи имате, луѓе кои сме ги виделе во и самите сме го направиле тоа. Сега ова ќе не принуди сите нас да го смениме малку и нашиот образец на однесување, да станеме малку повеќе свесни за себе и за околината околу нас. И уште еднаш да посакам и да порачам. Ве молам, седете дома, чувајте ги децата дома и не излегувајте без потреба. А во однос на активностите кои што ни беа планирани за Светскиот ден на орално здравје, не можам да не кажам, бевме доста ентузијастички настроени оваа година. Стоматолошката комора планираше да посети училишта, градинки, правевме караван во поголемите градови низ Македонија, ги откажавме сите активности, но сето ова ќе го надминеме и ќе продолжиме понатаму со едукација на пациентите и свесноста за хигиената на целото тело, вклучително и на устата и на зъбите, ќе се издигне на едно повисоко ниво, кое впрочем и многу ни беше потребно. Така, докторе Лазаров, во овој дел, во која фаза ние сега се наоѓаме на делот на превенција која мора да ја научат луѓето? Ние пред скоро месец дена бевме во фазата да се мијат редовно рацете, да се одржува одредена дистанца од метар, па преминавме во фаза за дезинфекција на одредени работи кои постојано ни се на дофат или прифат, но и дополнително и не само држање дистанца, туку и самоизолација доколку немате потреба да излегувате од дома и при тоа дополнително да седите дома и да се преместите со својата работа од дома кога тоа е возможно. Во која фаза ни е следна која што можеме да ја очекуваме веројатно затворање целосно дома, карантин, што е многу поразличен од самоизолација? Така, да видите, она што исклучително е битно сите да го разберат е дека не постои правилен 100% начин на однесување и донесување во оваа ситуација. Морам да го потенцирам бидејќи да вријат социјалните медиуми и останатите од критики, па предлоги, идеи, и сето тоа е многу едноставно кога сме маргиналци кои што се седнати позади телевизор или не се специјалисти. Да коментираме. Не сме сите епидемиолози, не сум јас, тоа го оставаме на таа најстручна фела. Она што можам јас да го кажам како лекар е дека задоволен сум по принципот на работа. Што значи тоа? Одиме ад хок, одиме чекор по чекор, да ги прилагодуваме мерките согласно новонастанатата ситуација. Никој не може да предвиди целосно, постои епидемиолошки еден модел на ова заболување, како изгледа, што не очекува, па према тоа и ќе се однесуваме и понатака. Почнавме со минимални некои мерки, на жалост моравме активно кампања да спроведеме, да ги натераме луѓето да ја научат суштината и вредноста и значењето на миење на раце, што за мене е културолошки феномен, ја не знам како поинаку да се изразам, што воопшто имаше потреба тоа да го збориме и понатака следат и се уште следат серија на мерки кои што се кумулираат. Само додаваме, значи ништо што претходно не важело, ништо што претходно важело не се исклучува, туку само додаваме понатака. Моje лично мислење, читам доста, гледам по интернет, се спомнува некаков пик. Пикот тек не очекува.
Така. Ние во овој момент можеме да збориме за веќе еден вид на експоненционален раст на случаите. На кривата, мислите, онаа што ја зборуваат, така, добро? Да, кој што експоненционален раст понатака ќе дојдеме во една фаза на пик. Меѓутоа, по мене пикот е далеку. Ние се уште има многу што да направиме, а тоа значи апсолутна и агресивна самоизолација, она што би сакал да го видам што побрзо е целосен карантин, барем на Скопје, бидејќи пола популација е овде, не заради друго, не заради тоа што имаме преголем број на случаи, токму напротив, за да немаме преголем број на случаи. Мора да се биде само свесен луѓе, ова што го гледаме по улиците е недозволено. Во овој момент исходот, како по број на заболени, така по број на жртви, на крај, директно ќе зависи, можам слободно да кажам, во 65% од нашето однесување како општество, како група на луѓе кои што живеат заедно и сносат заеднички одговорности, не само привилегии од ова наше општествено уредување, многу помалку од властите. Властите прават тоа што можат, менаџираат со ситуацијата, ги користат ресурсите што се достапни, мани можеме да најдеме секогаш, има, ќе сакам и за тоа да предискутираме, имам пари апели што би сакал да ги, меѓутоа, генерално повторно ќе кажам, 2/3 од исходот краен и тоа колку драматично и трагично ќе биде, нема да можеме да обвинуваме нити институции, нити лекари, него самиот народ ќе биде. Кажете ми, кога сме кај ова прашање, токму тоа што сакате да го споделите во однос на маните и апелите и она што ви беше сега наум, ме интересира да го искажеме низ призмата. Што е, колку е опасна бројка од 70 регистрирани случаи во земја која што со оглед на последниот попис во 2001-та веројатно има 2 милиона жители? Видете сега, многу внимателно се трудам во сите овие денови да се изразувам и да изнесувам факти, бидејќи народот е веќе во една психичка состојба на страф и понатака. Навистина не сакам да погрешно бидеме протолкувани, меѓутоа од старт сум противник на еден почеток лош на самата кампања, во која што апсурдно беше споредуван COVID-19, тој SARS-CoV-2 со грипот. Тука настана по мене најголемата грешка. Знаете зошто? Заради тоа што овој наш народ како менталитет имаме специфичен балкански менталитет. Добро. Јас сум дел од тој народ. И второ што е многу побитно, ние имаме голем процент на слабо едуцирана популација во нашава земја. Зошто ова го коментирам? Бидејќи е многу тешко еден неедуциран човек, научно, особено медицински лаик, да на почеток му наметнете едно мислење, дека се работи за банална болест, како банална не, меѓутоа многу по-банална од COVID-19, за потоа после 2 недели, 10-15 дена да настане целостен шип, каде што нашиот израз на лицето е сменет, гледаме веќе драстично зголемување на случаи и сега треба да ги убедуваме луѓето што претходно ги убедувавме дека е како грип, дека не е како грип. По мене тоа беше апсурд. Тука претрпев доста критики, меѓутоа мислам дека мојот начин беше многу поисправен. Фала на институциите што брзо ја променија риториката на Светска здравствена организација, па што беше и целна, впрочем, за да не се направи паника меѓу луѓето. И тој период што го имаме вакуум до моментот кога ќе почнат инфекциите, да го искористиме правилно. Дали го искористивме и колку го искористивме правилно, ќе биде предмет на баш сериозни и научни анализи. Се надевам дека што е можно малку трагично ова сето ќе заврши. Однос на конкретното прашање за бројката од 70. Катастрофално ќе биде кога ќе видиме 70 во еден ден. Во овој момент имаме кумулиран број на случаи од 70, кои што нашиот здравствен систем може да ги амортизира и да ги збрине. Меѓутоа, цело време зборуваме за она за што се бориме во моментот. Англискиот термин е flat the curve. Тоа значи да не дозволиме ситуација во која што имаме 70 во еден ден. Тоа е практично забавување на динамиката на ширење. Апсолутно да. Видете луѓе, мораме едно да сватиме. Лага е и не е научен факт дека можеме воопшто да очекуваме дека ова ќе не одмине. Апсурдно е тоа да го очекуваме. Тоа ќе донесе негативни резултати затоа што нема доволно соодветно агресивно да влеземе во решавање на оваа ситуација, дека ќе се случат многу повеќе случаи, сум убеден, не затоа што сум јас најпаметен, него заради тоа што науката вели така. Затоа што сега за сега следиме и буквално развојот на настаните кај нас го следа тој епидемиолошки модел. Значи, се надевам дека ќе се свати ова посериозно, да го забавиме ова, бидејќи науката вели дека во наредните денови експоненција значи дуплирање на случаите и изголемување драстично, а тоа е нешто што не можеме да го издржиме. Така. Пеце, во овој дел би сакал тебе да ти се обратам во однос на Хрватска.
ме интересира да ми се јавува некоја фонија. Да, веројатно некој од вас ќе треба да ги исклучи микрофоните што ви се да ги ставите на мјут. Кои се мерките за оние што допрва се вклучуваат, кои се мерките кои што ги презема хрватската влада сега и колку се тоа влијае на хрватската економија од малку воведен аспект, да гледам тука дека најмногу реагираш во делот со економијата. Тоа е доста тешко прашање за да се даде одговор конкретен баш во овој момент, поради тоа што тоа е жешкиот орев, жешкиот Костен, добро? Костан, околу кој се кршат сега тука копја во Хрватска и помеѓу опозицијата и опозицијата и кај обичниот граѓанин. Што ќе биде после целата оваа епидемија? Пред се за заштита, сите понатамошни мерки кои што ги превземаат водат кон тоа дека Хрватска се спрема за нов поголем бран на заразени. Денеска ти испратив и тебе во еден момент видео како Загребчката арена, која што има капацитет од преку 17.000 гледачи, ја спрема да биде вонреден карантин. Потоа се појави вест дека на тие болнички кревети ќе бидат полесните случаи кои што веќе се хоспитализирани, со што би се овозможило место во болница за доста потешки случаи. Моментално во Хрватска има 3 критични случаи од сите 128 заразени, а кога е збор за економијата, првата мерка која што хрватската влада ја презема беше замрзнување на цените. Веќе од минатата недела хрватската влада ги замрзна цените на сите прехранбени производи, на цената на нафтата, на сите оние намирници кои што ни се потребни за секојдневен живот, на цените кои што биле заклучно со 30 јануари 2020 година. Денеска веќе излегува со нови мерки. Една од тие мерки е забрана за отпуштање на работници, заради тоа што во последните неколку денови од како почна делумниот карантин во Хрватска на целата територија, доста угостителски објекти ги отпуштија своите работници кои што им се на одредено време вработени. Со тоа се надеваат дека ќе го намалат бројот на откази и дека ќе спасат барем мал дел и дека ќе дадат некаква надежка и луѓето дека стварите ќе се стабилизира, дека работите ќе се стабилизираат. Го скратија плакањето, овозможија да не се плакаат даноци во наредните 3 месеци за придонеси на плата кај работените. Исто така се веќе во сериозни преговори со сите банки за луѓето и граѓаните кои што имаат кредити во наредните 3 месеци да немаат обврска да ги плакаат тие кредити, се со цел практично да им се продолжат кредитите за плюс 3 месеци отплата. Па фактички тоа би било крајен резултат. Кога ќе заврши целата оваа епидемија, тие кредити ќе треба да се вратат, но сепак она што они сакаат да го постигнат во овој момент, граѓаните да немаат дополнителни трошоци кои што ќе направат уште поголем притисок на целокупната состојба. Најмногу се загрижени дефинитивно за туризмот, заради тоа што туризмот е една од главните гранки во Хрватска и за сезоната која што доаѓа, тука веќе започнува на 1 април, евентуално некаде околу католичкиот Великден, Хрватска е веќе полна со туристи. Така да пред нас е еден доста неизвестен период. Еве лично можам да кажам и во групацијата во која што јас работам, имаме неколку угостителски објекти, хотели по Јадранското море, кои што веќе се затворени и не знаеме дали воопшто ќе бидат отворени ова летна сезона. Така. Добро. Тука би сакал да се префрлам кај Денис. Денис, интересно е што во иста емисија сега ми падна тоа на памет, ве свикав заедно со докторката Нина Митева, докторката која што беше во организација на настанот за орално здравје на 5 април, а ти пак беше на школка во парк, а ти пак беше во организација на настанот за лицата со децата со нетипичен развој на 4 април. Во школка практично датумите ги поделивте за организацијата. Токму во тој дел сакам да те прашам, станува збор за семејства и за лица кои што и
во суштина во ова општество се исклучително маргинализирани и во многу голема мера од секојдневието тие се самоизолирани, но не по своја волја. Еве конкретно да речеме, една од попознатите активистки која што има нетипично секојдневие, Снежана Караджовска, баш на Фејсбук имаше напишано дека добре дојдовте да сватите како изгледа да си самоизолиран не по своја вина и принудно. Како во комуникацијата што ја остваруваш со лицата со нетипичен развој, тие во моментот се соочуваат и што би можеле да им пренесеме како совет, апел и слично? Па да, веројатно еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваат токму тие семејства е како да го да ја организираат ова промена во денот. Конкретно, бидејќи, да речеме, ние како активисти, како здружение, најмногу сме насочени кон лицата со аутизам. Тука настануваат тие организацијски проблеми, во смисла што овие деца, карактеристично за лицата и децата со аутизам, односно кои што се во аутистичен спектар, е што се научени да функционираат како по една шема. Значи, одат, да речеме, во училиште, се одвива наставата, присуствуваат, доаѓаат, знаат дека во 12 часот се дома, во 15 часот има цртан филм на телевизија и слично. Оваа ново настаната ситуација која што никој нормално не очекуваше и не затекна, представува потешко прилагодување веројатно на промените. Меѓутоа, самите родители, ние како активисти, секако тука се истручните лица кои што секогаш им се на дофат, да речем, на родителите, помагаме со идеи, со креатива, со знаење, секој колку што може и умее некако да им помогнеме на овие лица, односно на нивните семејства. Точно е, тоа е за жал и точно баш тој пост што го спомена од Снежана е болната вистина, што луѓево, како што кажуваат и другите колеги тука присутни во емисија, тешко се прилагодуваме на ситуација во која што мора да се прилагодиме. Значи, едноставно мора да бидеме дома и толку е, ништо повеќе, не треба премногу размислување. Меѓутоа, некој не може да се одвикне од шема кафе негде по кафичиве, некој не можел без джогинг, баш тој ден да го направи, некој не можел да издржи затоа што дома, затоа што надвор има сонце. Меѓутоа, треба да разберат луѓето дека сите прошетки, сите джогирања, сите кафиња ќе бидат повторно, но не дај Боже да го немаме тој со кој што сме го пиеле кафето заедно. Затоа мора малку посовесно и потрезвено. Пак е жална констатација што ние веќе 10 дена, 2 недели или малку подолго време не се бориме толку со COVID-19, односно со вирусот, колку што се бориме со човекот. Во смисла, неразбирливо е да има несовесност и едноставно негрижа за себе, за своето здравје, за блиските, па и за другите останати. Но пак да се навратам на оние за кои што едноставно искрено мене секој ден ми го исполнуваат денот, тоа се овие лицата со нетипичен развој, наоѓаат разни начини, има како да го организираат денот, има разни активности кои што токму овие стручни лица кои што ги има и кај нас доволно и во светот, интернетот е пристапен како и да е, можат да се организираат, можат да најдат начини како да го поминат денот кој што ете сепак во оваа ситуација е малку подолг од колку што беше, но државата во секој случај секогаш апелираме е таа која што мора многу повеќе внимание да посвети на овие лица, односно на овие семејства, бидејќи и тие се дел од секојдневието и поготово во оваа ситуација мора да едноставно да најдеме начин како да помогнеме колку што можеме, така да едноставно настана промена. Факт е дека настана промена, ќе се прилагодиме, ние сме лесно прилагодливи луѓето, меѓутоа треба малку посовесно и треба да сватиме дека едноставно секој има своја улога во оваа ситуација. Докторите,
сите здравствени работници, сите оние кои што излегуваат надвор од дома имаат улога да бидат надвор од дома, другите кои што се дома имаат улога да бидат дома, затоа што само заедно и само во соработка едни со други можеме и ќе го победиме вирусот. Конкретно овој. И она што мислам дека треба едноставно да го сватиме е дека ова едноставно ќе се повторува. Треба да знаеме дека на некој можда 10-15 години ќе имаме нов коронавирус, нов некој друг вирус и тоа е тоа што едноставно треба малку реално да гледаме ситуацијата, а не да живееме во филмот на Джим Кери Труманово шоу. Така, Денис, ти благодарам. Во овој дел ќе ве одморам малку, ќе ви дадам оддишка ван 5 минута, затоа што извештаите кои ми ги подготвија колегите од Индонезија, Сингапур, Малезија, Намибија и од брегот на Слоновата коска се подготвени за да може да се емитуваат. Првично ќе одиме со емитување на извештајот кој доаѓа од Република Намибија. Само чист еден вовет во однос на сето ова. Намибија е држава која што се наоѓа во јужниот дел на континентот Африка и која пак во однос на популација која што живее на оваа територија е нешто блиска до Македонија, односно бројот на жители во Намибија е 2.606.971, но на територија која е 800.000 квадратни километри поголема од ова на Македонија. Колешката која пак работи во радиото Канал 7 во главниот град Виндхук во Република Намибија, Марлис Мутон, го направи извештајот и во продолжение да го преслушаме нејзиниот извештај за состојбата во Намибија, каде што откако го направи извештајот, во меѓувреме бројот од само 2 регистрирани случаи во Намибија со коронавирус досега порасна за плюс уште еден, односно сега во моментот, откако е снимен извештајот кој ќе го слушнете, изнесува 3 случаи. Good day, viewers. The situation in Namibia can be summed up as follows. On Wednesday, 18th of March, the number of confirmed coronavirus cases in the country stood at 2, with 24 suspected cases so far being tested negative. The 2 people who tested positive are a Romanian couple who travelled through Madrid and Doha and arrived in Namibia on March 11th. At this point, no secondary transmission has been observed. On Wednesday this week, Cabinet declared a state of emergency in Namibia amid the coronavirus pandemic. This was announced by President Hage Geingob while explaining that the country will go into almost complete lockdown for the next 30 days. The Minister of Health, Dr. Kalumbi Shangula, said some of the measures include the suspension of the issuance of visas on arrival at the Osiakutaku International Airport and the implementation of a travel ban on foreign nationals by air and sea from affected countries such as the Schengen states, China, Iran, Korea, the United Kingdom, the USA and Japan. The general public for a period of 30 days following the adoption of the state of emergency will also be prohibited from having public gatherings of more than 50 people. Dr. Shangula further stated that exceptional cases of travel will only be allowed on persons seeking medical treatment, essential services like humanitarian assistance, truck drivers bringing food and other essential commodities, and Namibians returning home, among others. All returning Namibians and permanent residents arriving from countries at high risk will be subject to supervised self-quarantine for 14 days. Meanwhile, the students of local institutions of higher learning have gone on recess and all have suspended their graduation ceremonies following the announcement made by the President that all public gatherings should be cancelled. Schools have also closed countrywide and will open for the second term in April. Measures from the government that are economic related include that the Ministry of Finance and the Central Bank conduct a thorough impact assessment of COVID-19 on the economy as well as on the financial stability. To date, no report has been presented. Parastatals, small and medium-sized businesses and mainly the tourism sector have been hard hit by the outbreak. A total of 124 million Namibian dollars has been set aside to fight the COVID-19 outbreak in Namibia.
And Namibia has in the meantime welcomed a pledge by the Jack Ma Foundation to supply Africa with 1.1 million COVID-19 testing kits. This follows a statement earlier by Jack Ma, founder of Chinese e-commerce giant Alibaba, stating that his foundation would send Africa's 54 countries testing kits, masks and protective suits and face shields. For now, a lot of information must still be disseminated to the public in the local languages. The World Health Organization in Namibia helps with response activities and preparedness, which include measures like the intensification of community mobilization efforts in mitigating information and panic on social media, which has been the case since the outbreak. Marlies Mouton from Channel 7 Radio in Windhoek, Namibia. Така, тоа беше извештајот на колешката Марлис Мутон, која специјално за телевизија 24 го направи овој извештај за ситуацијата со коронавирусот во Република Намибија, во јужниот дел на континентот Африка. Понатаму пак ќе го побарам сега следно извештајот на колешката Арлин Тан, која пак дава извештај за Малезија и дополнително за Република Сингапур во однос на тамошната ситуација, јавувајќи се од Куала Лумпур, главниот град на Малезија. Колешката која работи како новинарка за арапски вести, она што е интересно околу делот со Малезија е тоа што популацијата таму е 32 милиона, скоро 33 милиони во однос на жители, а додека пак на двојно помала површина од Намибија, 330.000. Она што е важно да се спомне за Малезија е дека тие има во рок од 2 недели околу 100 случаи регистрирани, за да потоа веднаш бројот порасне на 900 кога колешката го правеше извештајот, наспроти денешните нови плюс 130, односно 1030 случаи, и Малезија влезе во земјите кои имаат регистрирани случаи над 1000 активни во моментот, од кои само тројца се починати, а кога станува збор за Сингапур, таму 385 случаи се регистрирани досега, од кои 40 денеска нема починати, а има само 14 критични. Во продолжение, Нор Арлинтан, арапски вести од Малезија и Сингапур. Hi, my name is Arlene and I'm a journalist based in Kuala Lumpur. I'd like to update you on the situation of the coronavirus in Southeast Asia, especially in Malaysia and Singapore. So, Malaysia had witnessed an exponential growth of the coronavirus spread. This is due to the mass gathering of an Islamic Tabligh group at a mosque in Kuala Lumpur last month. 14,500 Muslims from Malaysia and 1,500 from neighboring countries including Brunei, Singapore, Cambodia, Indonesia and Thailand were there. As a result, the coronavirus cases in Malaysia has exploded to 900 cases on 19 March, including 2 deaths. The cases in other Southeast Asian countries are also growing as those who attended the event went back to their home countries. As part of the Malaysian government effort to flatten the curve, the Malaysian Prime Minister had declared a partial lockdown since Wednesday. People are advised to stay at home. All businesses, schools and government departments, except for those providing essential services, are forced to close for the next 2 weeks. Currently, the cities and streets are eerily quiet and traffic-free. Many Malaysians are still adjusting life indoor as the new normal. Meanwhile, Singapore is also one of the affected countries from the mass Islamic gathering in Malaysia. However, it has managed to keep the number under control at 266 cases so far and no deaths. The government have been excellent at tracking down those who are close contacts and has enforced strict rules for self-quarantine. The Singapore government have also suspended all religious gatherings, including Friday prayers among Muslims, Sunday church services, and Hindu and Buddhist temple activities. I hope that gives you a clear picture of the situation here in Southeast Asia. Thank you.
Така, благодарам исто на колешката Арлин Тан. Остануваме во делот на подрачјето на Југоисточна Азија, каде што се наоѓаат Малезија и Република Сингапур, но преминуваме во една трансконтинентална држава, како што е Индонезија, која се наоѓа и на југоисточниот дел на Азија, но и во делот на Окејанија. Во Индонезија, пак колегата Крис Мада, кој е алумни новинар истражувач при одделот за јавни информации во Организацијата на Обединетите нации, се јавува од Република Индонезија од главниот град Джакарта, кој пак дава извештај во однос на ситуацијата таму. Индонезија засега има 369 регистрирани случаи, од кои 60 се нови од денеска, а вкупната смртност е 32 лица, од кои 7 се само во последното деноноќие. As of Monday morning, 170% confirmed positive in Indonesia. Out of confirmed positive for COVID-19 in Indonesia, 5 has died. Indonesia has declared COVID-19 as national disaster, not national emergency. Indonesia has ordered an army general to lead a task force to cope with this pandemic. Some governors in Indonesia, like in Jakarta, in Banten, West Java, Central Java, has ordered school closure. Some social life remain normal. Markets still open, traffic still jam, everything still normal. Да, благодарности до колегата Крис Мада, кој ни го даде извештајот од Джакарта, Република Индонезија. Од Југоисточна Азија и Океанија се враќаме назад на африканскиот континент, во Република Брегот на Слоновата коска или кај нас во Македонија исто така се прифаќа и Кот д'Ивоар. Од таму пак колегата Бен Ајуб, кој е новинар во Медиуми за промена од главниот град Абиџан, ни го дава извештајот за ситуацијата со коронавирусот токму во Кот д'Ивоар, односно во Брегот на Слоновата коска. Она што може да се сподели за нив е дека дополнително исто така имаат случаи, вкупно 9 досега, од кои што еден е закрепнат, значи 8 активни. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Mon nom c'est Ben Ayoub, président de Media for Change, qui est une plateforme de promotion des objectifs de développement durable. En cette période de coronavirus, mon message il est très simple. J'aimerais vraiment traduire ma solidarité à toutes les victimes et aussi demander aux populations, qu'elles soient africaines ou d'autres nationalités, d'autres races et tout ça, à faire très attention, et particulièrement en Côte d'Ivoire ou dans certains pays africains qui n'ont pas cette capacité-là d'endiguer la maladie. Aujourd'hui, on voit que les moyens de lutte contre cette maladie sont vraiment très très limités dans nos pays, et j'espère et je suis sûr que vous avez déjà vos hand sanitizers, chaque fois laver les mains et garder les distances sociales, laver les mains au savon, éviter les accolades, vraiment faire très très attention sur les mesures d'usage. Je ne veux pas trop m'attarder sur les mesures d'usage, je vais seulement insister sur un point qui est très important. Oui, on sait qu'en Afrique, on aime beaucoup faire l'indigénat et tout ça, mais s'il vous plaît, si vous sentez des symptômes, rendez-vous à l'hôpital. Si vous sentez des symptômes, rendez-vous dans les centres de santé qui ont été dédiés pour la lutte contre ce phénomène, ce fléau. Et j'aimerais aussi ajouter à cela une dernière chose au niveau de nos gouvernants. Il serait intéressant de rendre les soins accessibles, parce que beaucoup de personnes n'ont pas 2000 francs, 5000 francs pour aller faire des consultations à l'hôpital, et ça peut freiner leur élan à vouloir véritablement aller se faire soigner, se faire diagnostiquer. Et je pense que ce serait très intéressant pour cette période de coronavirus là de prendre des mesures exceptionnelles, c'est-à-dire de rendre free, gratuit toutes les consultations jusqu'à ce que le coronavirus puisse passer.
Nous sommes très contents de savoir qu'il y a des cas qui ont commencé à être guéris dans certains pays africains et même en Europe. Mais j'aimerais rappeler les mesures d'urgence pour demander aux personnes de ne pas véritablement oublier, de ne pas se laisser distraire parce que certaines personnes guérissent et se dire que c'est fini, la maladie est en train de partir. Non, le fait que certaines personnes guérissent, que ce soit récemment en Côte d'Ivoire où on a observé le cas de la première personne contaminée qui a été guérie, ça ne devrait pas nous détourner du fait que la maladie reste toujours virale. Quelqu'un qui est guéri, cela n'enlève rien à ce virus-là, son caractère dangereux. Il faut faire très attention, il faut respecter les mesures d'hygiène, il faut laver les mains, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas contaminer nos proches. Quand on a des symptômes, il faut aller à l'hôpital ou il faut appeler les numéros d'urgence pour ne pas exposer nos proches, pour ne pas exposer nos parents, nos familles. Et nous demandons aux gens de ne pas s'affoler et de ne pas aussi marginaliser des personnes qui ont été diagnostiquées positives parce que c'est une maladie que personne n'a cherchée. Et je pense que c'est dans la solidarité et dans la responsabilité collective qu'on pourra réussir à combattre ce mal-là. Je vous souhaite de rester en bonne santé et voilà, bonne chance à tout à l'heure. Во продолжение одиме кратко со реклами и се враќаме веднаш назад во студиото со 5 теми на гости за последна група на прашања. Назад во студиото за последна рунда на прашања заедно со вечерашните наши гости пред вестите во 20 часот, оперскиот пејач Благој Нацовски кој живее во Италија, поранешниот новинар во телевизија 24 Пецацев кој живее во Хрватска, докторката Нина Митева стоматолог, доктор Ненад Лазаров матичен лекар, заедно со Денис Јанкуловски активист за човекови права, особено со посветување на лицата со нетипичен развој. Во овој последен блок на прашања, Благој, би сакал да ти се обратам тебе прво, со тоа што и колегата исто Бен Ајуб кој зборуваше за Република Брегот на слоновата коска во својот извештај, спомена еден дел за кој веројатно ние допрва ќе разговараме, но ме интересира во Италија дали нешто за тоа се зборува или пак се случува некаква појава за маргинализација и оттурнување на луѓето кои што се диагностицирани со коронавирус од останатите, значи практично самото општество да ги изолира целосно и да ги маргинализира само затоа што се заболени со COVID-19 или биле? Јас за такво нешто до сега немам чуено наискрено. И ако се случило, може би ми избегнала таа информација, меѓутоа колку што следам во моментов, немам чуено за такво нешто. Наискрено. Да, кажи ми, Благој... Немам такво нешто. Аха, така, не, добро, то ова зборував сега за Брегот на слоновата коска во Италија, ме интересираше дали си има случајно. Кажи ми, што говорат епидемиолозите? На почетокот на емисијата рековме дека во Италија се очекуваше да падне бројот на нови случаи и на смртните случаи од ден. Дали веќе епидемиолозите некако се сузбиваат во предпоставките за однос на тоа што и како ќе биде? Види, Огнен, дека ќе падне смртноста не велеа, но дека ќе почне да опаѓа бројот на нови заразени. Така. Сега, да речеме, целосниот карантин, односно изолираноста на целата територија е веќе 10 дена. Значи, би рекол дека се уште е рано за да се видат резултатите од тие мерки. Проценките беа дека околу 18-19 март ќе се доживее тој пик и линијата ќе почне да оди надолу. Еве денеска имаме нов пик, така што еден ден подоцна се случува, значи доцниме веќе минимум еден ден, да видиме што ќе се случи утре. Што велат, околу тоа велат, тоа, се тие вестите. Инаку, користам ова прилика да ја кажам најголемата секирација кај италијанските власти. Не секирацијата вирусот како вирус, туку неиздржливоста на здравствениот систем, односно немањето на веќе услови да има примени под интензивна нега, односно да бидат, како се вели на македонски, вентилатори. Да. Ќе се имаат, иако се во нарачани нови машини, меѓутоа
ако бројката се зголемува волку, ќе стигне момент кога ќе нема веќе машини за да може да добијат... Кажи ми, дали во моментот постои дефицит на респираторни машини во Италија или се уште некако се држи некаква контрола на бројот? Во северна Италија веќе има дефицит. Ама заради тоа што во регионот Ломбардија, значи регионот каде што е Милано, под наводници главен град, бројот на заразени е неверојатен. Не можат ни да си го објаснат тоа до крај зошто токму во тој регион се случува. Так. Тоа е регионот, па од друга страна со најдобриот здравствен систем, ако правиме споредба со другите региони во Италија. Но исто така се зборуваше дека баш во тој регион во Италија најголемиот број на возрастни лица живее во Италија токму во северниот дел, не на јужниот. Може би, меѓутоа истовремено други теории се дека тоа е и заради тоа што тоа е најзагадениот дел, бидејќи најиндустриализираниот, значи загаденоста на воздухот е најголема таму. И го опаѓа имунитетот. За да не се споредува со Македонија. Инаку заради недостиг на места во болници, еве ако ми дозволиш да ти покажам нешто, односно да го видат гледачите, што се случи пред мојот дом тука. Јас живеам на море и на пристаниште. Вчера беше инаугуриран. Добро. Гледај, сега ќе видат сите. Беше инаугуриран овој брод, дали го гледате? Добро. Да, го гледаме. Овој брод е трансформиран во болница. Ова што го гледаме моментно на екранот е болница, Благој. Ова е веќе болница од вчера и има 400 места. Ова јас го гледам од мојот дом. Бидејќи живеам на, да речам, на пристаниште. А кажи ми, ова е брод кој што дојде со патници од некаде или пак станува збор за брод кој што специјално беше донесен за да биде болница? Но не, ако гледате таму ГНВ на бродот, на Гранди Нави Велоши, тоа е една редовна линија италијанска која ги поврзува италијанските градови еден со друг, меѓутоа има редовни траекти како со Тунис, со Испанија, со сите, да речам овде, околни земји, и таа компанија даде на располагање еден од своите бродови да се трансформира во болница, за да има повеќе места за заболените. Тоа е од вчера. Ова е најнова информација. Вчера беше да речам отворањето на оваа болница, ете. Така. Благодарам, Благој, во овој дел. Докторке Митева, кратко само ќе се навратам кај вас. Ве молам во една-две реченици, бидејќи сме при крајот на емисијата, ми рекој од режијата 50-та затвораш, да споделите еден совет за гледачите во однос на важноста на оралното здравје во сегашната ситуација сега. Значи, една-две реченици како заклучок на се она што зборувавме. Заклучок во две реченици е тешко да се направи, но ќе се обидам. Значи, станете свесни дека имаме непријател кој што не го гледаме. Вирусот е насекаде околу нас, ние не можеме да го видиме. Со се што ќе дојдете во контакт на околу вас, кога излегувате надвор, пробувајте да ги издезинфицирате рацете, да ги изчистите сите предмети и пред да внесете нешто близу до вашата уста и поставете си прашалник дали е сето тоа стерилно на некој начин и станете свесни за важноста на хигиената, за важноста на забите. Користете четки и конци за чистење, сега немаме извинување, немам време, брзам, си легнав, нема време да ги изчистам и да ги средам забите. Децата нека ги носат протезите како еден совет. Нека внесуваат повеќе свежо овошје и зеленчук, повеќе витамини и заеднички да излеземе од целава ситуација што е можно полесно и побрзо. И сите ќе го смениме образецот на однесување како кон самите себе си, така и кон околината, така и кон здравствените работници, да нагласам кои што се херои во овој момент
вклучително и стоматолозите, а бевме на некој начин маргинализирана група и ставени на нивуна за наетчи, за жал. Така, но докторке сега Митева, сите да. заеднички ќе сватиме дека сите сме си потребни еден на друг и ќе се вратат вредностите во системот, да кажаме, еве да ја погледнеме. Да, докторке Митева, ви благодарам. Тука ќе морам да ви се заблагодарам вам. Денис, кратко само, ако може една порака до семејствата кои се соочуваат со многу поголема изолација поради членови на семејството со нетипичен развој. Позитивна една. Да, кратко, значи, апел до сите, издржете затоа што ќе излеземе појаки и по-сплотени во целава работа. Еден апел до сите родители на децата со некој нетипичен развој, меѓутоа и до сите дечиња. Еве, април е месец за посветен на подигнување на свеста за аутизмот, така да слободно нека ми праќаат мене цртежи, пораки, било што, ние во тек на цел месец ќе ги објавуваме. Едноставно така ќе допринесат сите и малку за да ги отрнат мислите, а со тоа и за да ја подигнеме свеста за лицата со аутизам. Да. Крајна порака е седете дома за да излеземе побрзо надвор. Благодарам, Денис. Пеце, за крај само ќе ти дадам можност за реченица 2 за да се одјавиш и ти. Па, се сложувам со се што зборуваат сите твои гости вечерва и само би сакал да постакам сите да ги пратат препораките од надлежните институции и секако да останат дома и да пазат на себе си, на своите најблиски, а секако и на здравјето на сите останати. Благодарам, Пеце. Докторе Лазаров, за крај вам ви оставам простор. За завршни зборови, дали се слушаме со доктор Лазаров? Да, само микрофонот ќе мора да го вклучите. Да се извинувам. Повелете. Благодарам на поканата и оно што сакам за крај да го кажаме, помогнете ни за да можеме да ви помогнеме. Останете дома, не можеме да се справиме со огромен број на случаи, никој не може да се справи, она што може да се направи е да се следат доследно до крај сите мерки, дури бидете и поригорозни и рестриктивни врз односта тоа како се однесувате од она што е во моментот препорака, не може да сгрешите и само на тој начин можеме да очекуваме некој позитивен исход, а битката допрва предстои. Благодарам, докторе Лазаров. За крај, Благој, кај вас во Италија е Андра Тутобене, а кај нас... Значи, значи, освен овој хаштаг седи си дома, кој што го промовираме сите и е многу битен во моментот, мора да дадеме и уште еден, за луѓето сепак да не да до паника. Ќе биде се во ред. Благодарам. Доколку си седиме дома, ќе биде се во ред. Значи... Так, благодарам многу. Пораката е сватена. Ви благодарам многу на сите 5 мина што одвоивте 2 часа да бидете дел со нас. И ви посакувам добро здравје, чувајте се, седете дома, почитувани гледачи, мите раце, држете дистанца, седете дома и, како што речи докторот Лазаров, да им помогнеме, за да ни помогнат тогаш кога најмногу ќе треба. Благодарам и пријатно од мене, останете, следуваат вестите во 20 часот.